Океј, recording in progress. Бидејќи се запознавме така прилично добро со дел од вас, јас се поминував супер и тоа е само една тема, мислам една тема, така една поголема тема координација која што работевме. Ќе имаме комплетно предавање за координација, но сработевме тестирање, сработевме терминологија кој ви текнува, сработевме и малку така учење на моторички навики. Значи генерално 4 концепти, 4 теми. Се надевам ме слушате добро, само некој нека ми потврди. Една. Да. Супер. Океј. Само на кратко морам нешто да проверам. Да, океј. Значи, сработивме два големи концепти, преку практичниот дел, тоа се формирање на моторички навики, значи нови движења преку јаженцето, преку исфрлување со топчиња и слично, ама генерално јаженцето чевме нови движења. И целото тоа беше имплементирано некако внатре беше имплементирана темата координација, практичен приказ преку вежби што се може да се не што се, но туку само мал дел од примери на вежби за координација. Не сработевме полигони, најверојатно следниот пат сработуваме движења во огледало и некои такви моменти кои што ја провоцираат координацијата. Но како и да е, за тие што не присуствувале до сега, а и за да остане запис за наставата, значи предметот се вика антропомоторика, во индекс кој ќе запишувате, ова го знаете од фитнес и бодибилдинг, одреден професор Владимир Оксановиќ, слушате семестар, број во вториот семестар или во летниот семестар ја слушате наставата и кредити се 8. Внимавајте си во однос на делот на запишување на семестри, затоа што треба да имате доволен број на кредити за да запишете следен семестар и тоа проверете си го на студентски или преку одговорните од година како оди, не знам, да не дојде до моментот дека например се жала студенти, сега јас ќе изгубам право на студирање во државна квота и мора да го положам антропомоторика. Тоа мора е многу деликатна дефиниција, но затоа со време кажувам, гледате ги овие административни работи за да може да ги средите и да ги организирате. Тука е представена книгата, не сум сигурен дали ви ја оставив на фитнес и бодибилдинг, дури ако го оставив линкот од книгата, не сум сигурен дека некој има прочитано, може би некој од вас. Значи, книгава е од мојот драг колега и професор и пријател и професор доктор Јован Ивановски, со кој што супер соработував и уште соработувам на предметот и во други активности. Сега само сакам да најдам, да. Мислам тоа. Да. Книгата по антропомоторика супер. Ќе ја добиете на овој линк, може да ја симнете, значи ова е со дозвола од авторот. И супер порака има на сите кои сака да допрат до знаењето, вратите се секогаш отворени. Книгите по антропомоторика и по предметите кои што јас ги предавам, еднаш најавив, не се купуваат, ниту се продаваат, ниту се задолжителни. Ако вас ви побуди интерес, тоа е ваша работа и слободно можете да се снајдете во тој дел. Но јас ја давам материјалот за учење кој што може да кој што треба да го користите е достапен. Значи, имате линк, симнете, ве молам, сега мораме да внимаваме на авторски права, не умножувајте и слично, но со дозвола на авторот може да се сподели. Сакам да кажам дека книгата ви е основен материјал за поминување на сите теми. И ако може да видите по содржината, така некако ќе се водиме, може би некои теми ќе бидат изместени, но генерално јас ќе гледам да ги предавам темите по содржината, како што да. Па тука се тестирањето е изгледа само на крај, само да видам. Да, тестирањето е на крај, но ние бидејќи морав да ве воведам и да ви дадам шанса да тие што не може да остварат норма да тестираат, тоа тестирањето ќе го поминеме сега.
Инаку сите други моменти ќе ги поминам по содржината. Значи, ја користите книгата како основен материјал, но ќе користите и предавања кои што ќе бидат снимени од сега, ги имам и од претходните 2 години, ќе се ставите на YouTube таму. Постои практикум по психомоторика, каде што може да се пополнуваат вежби и слично. Не сум сигурен дали го има во продажба. Ако некој го интересира, можам да доставам, но тоа ќе биде за 1-2-3 недели сигурно од колеги или од мојот практикум, па да проба да заврши работа ако му треба на некого. Да, некој не е на мют, не молам ставете се на мют. Значи не ме прашувајте, ако не ме слушате нормално, не гледате, не ви кажувам да се запишувате, не водам евиденција, ако нешто не чини, случи се повторно, никаков проблем нема, линков е достапен, дури може да го користите ако сакате и за совладување на материјал. Платен линков трае веќе 3-4 години, значи не мора да ме прашувате дали може да се вклучам или исклучам. Zoom платформа, ова најверојатно знаете, слободно, нели, може да кренете рака, ама не ве гледам сега тука, не знам зашто и јас не се гледам, но нема никаков проблем. Линкот од YouTube ви пуштив и да, уште еднаш, значи јас кажав кој сум, имам дипломирано на факултетот за физичка култура се викаше 2001 година, значи запишан сум 97-ма, што би рекле off the record, 2 години студирав електрофакултет, но повеќе ме интересираше ова. Среќа што не продолжив да студирам. Магистрирав 2008 година, докторска дизертација одбранив 2012 година, на факултетот сум од 2005 година. Прилика ги знам повеќето, да не кажам сите, ама повеќето прилики на факултет, сум на страната на студентите секогаш, сум на страната на факултетот за почитување на се што е академско и се што се однесува на колегите. Очекувам дека и вие така ќе се однесувате, како што и до сега беше, малку фитнес не беше шок, ама добро, ете, ќе го споменам неколку пати најверојатно. Сакам природа, планини, ова е Гораст, моментално шампион тенис, со Гораст работам 13-14 години веќе. Сум дел од сноуборд клуб Полар, водиме течење на летни и зимски кампови. Ова е добро затоа што сакам да кажам, можете да ми искористите или искуството мое за евентуално основање на некои ваши бизниси или уновчување на дипломата. Сум генерален секретар во Македонска асоциација на инструктори за снежни спортови, некаде таму имаш интернационална лиценца и лиценца од МАИС. Кондицијски тренер во Фудбалска федерација, национален тим. Се надевам ќе играме со Португалија и ќе ја тепаме. Убаво е човек да сака и зашто да не. За да еднаш кажав, мислам на фитнес и бодибилдинг, да кажам уште еднаш, ова е студирање што го правите и гледајте да биде, значи да биде во вистинска смисла на зборот студиум, тоа значи истражувате. Не престанува учењето со завршување на средно училиште, ниту пак ќе престане со завршување и дипломирање на факултетот, ќе продолжувате понатаму и целиот живот учење. Јас минатиот ноември се завршив една академија од година дена со 5 дена во неделата настава и сум горд на тоа за data science, обработка на податоци, Python, machine learning и слични работи, така да не мислам, тоа не е фалење, туку е мотив само, за да ви измотивирам дека треба да седнете и да го завршите факултетот и сите активности околу него и понатаму очекувајте дека цел живот ќе биде некој учење. Сум бил тренер во многу фудбалски клубови, ова е работнички, мислам дека беше. Сакам скијање, сакам да се поминувам многу време со мојата фамилија, сакам летање, имам некоја дозвола за ултралайт авион и едрилици. Сум работел во ски патрола, срчен рески патрола и така натаму. Повеќе информации можете да најдете на веб страната на факултетот, има некој моје CV тамо. Сликава треба да се апдейтува. И во однос на мене толку. Што е антропомоторика? Значи, антропомоторика, самиот збор
кажува антропос, човек, моторика, нешто што е поврзано со движење. Значи, еве ви едно испитно прашање. Пример, што представува зборот антропомоторика? Не треба на памет, не треба дефиниција, треба логика. Само треба да се знаат зборчињата што означуваат и веќе го имате одговорот на прашањето. Така ќе бидат и сите прашања во антропомоторика логични, но ако немате учено, не може да ја поврзете логиката. А доколку успеете да поврзете логика, тогаш дел од работите ќе ги заборавите, што е нормално, ќе се соочувате со други предмети, ќе помине период од 4-5 години, но ако знаете да ги поврзете логично работите, тогаш секогаш ќе можете да ги повикате на помош информациите кои што сте ги совладали, кои што ги имате, па дури и да се променат информациите, секогаш ќе можете по некоја логика да кажете, да, професоров предаваше за ова, но има некои нови информации кои што велат дека ова е вака и вака, па можеби треба да се применат новите информации. Значи се работи за логика, не учење на памет, ниту па совладување на материјалот шаблонски. Може да видите на слайдов отприлика за што се работи, но јас ќе ви ја покажам наставната програма по антропомоторика. Само да видам, да, не. Ова е наставната програма. По акредитација, значи што е целта? Треба да му овозможи на студентите да се запознаат со карактеристики на движечки способности, реализација, трансформација на антрополошки статус, значи трансформација на моторички способности. Ние зборуваме тука што е содржината, генерално содржината се однесува на оние сите теми кои што се поминати кои што ги има во содржината на книгата и држете се до, како што кажа, до содржината на книгата. Овие други работи се технички, какви видови на предавања, лабораториски вежби има, нема, самостојне и така натаму, автори книги. Да, треба да ви дадам, мислам дека ви ги дадов книгите, но ајде да видам дали ги имам некаде повторно дел од книгите кои што се за антропомоторика, па може да искористите нешто таму. Ова што го правам сега е казниво по копирајт, по заштита на авторски права, но има интересни книги. Например, има биомоторика на албански. Доколку некој ете му е проблем и македонскиот јазик, се надевам не е, но еве има за продлабочување на знаењето и биомоторика на албански јазик. Овој цел линк ќе ви го пратам. Еднаш го пратив, мислам по да. Но можете да ќе го пратам повторно. Има тука некои физиологии многу интересни, Девриси Фарфен. Се ова за продлабочување на знаењето. Па има некоја анатомија функционална. Можете да се ги симнете сите книги. Има супер книга која што е за мотор контрол од Латаши Зациорски. Гајич, основна книга која што јас се учев, јас се користев и моите колеги кога не беше излезена оваа книга Антропомоторика. Марија Гајич, супер книга, многу добри концепти, и има уште една книга која што е супер книга и е Зациорски, зашто ја немам. Не знам, ќе пробам да ја најдам. Зациорски, многу добра книга од Владимир Зациорски. Не Путин, не Вуксановиќ, туку Зациорски Владимир, кој што е во моментално по Америка, не знам дали е жив или не, но направи многу радикални и супер промени во физичкото образование и во спортот. Ќе пробам да ја уфрлам и таа книга, не знам зашто нема. Океј. Да се вратам назад. Значи, антропомоторика се занимава со два основни моменти, тоа се моторички навики и моторички способности. Ке зборуваме за некоја антропофилогенеза, антропонтогенеза и ке зборуваме најмногу за трансформација на моторичките способности. Како се променува, како се вежба, сила, брзина, издржливост, координација, флексибилност. Овие работи ги спомнав на практичните часови, но бидејќи сме во сала, концентрација се губи, затоа сакам да ги споменам уште еднаш. И убаво е да се споменуваат, најверојатно ќе влезат во меморија. Што значи проверка на испит?
Значи, тука сме сега ние во предавање негде. За да може да пристапите на теоретскиот дел во зелениот квадар, треба да го поминете практичниот дел. Да го поминете практичниот дел, ќе има следен слайд и на повеќето од вас ви е јасно. Треба да ги исполните нормите кои што се зададени. Тие што не беа на тестирањето и ги немаат исполнето нормите, ќе остават, ќе ми пратат видео во Messenger и ве молам само правилни норми. Правилно изведени тестови со исполнета норма. Тоа значи не да ми праќате професоре сега направив 8 згиба и уште 2 ќе направам за 2 недели. Не, се оптеретува комуникацијата безпотребно. Кога ќе можете да исполните 10 згиба, например, машките и 2 згиба колешките, нека биде 1, ама правилен згиб без одскок, пратете видео и тогаш само ќе евидентирам дека сте исполниле нормата и тестот изведен правилно. Ако вие знаете дека не е добро, прашате некој колега дали е добро, ако не сте сигурни, или колешка. Ако и вие не сте сигурни дали е добро, не праќате без потреба. Затоа што, нели, едноставно се работите, постои филтери, ќе комуницираме, ќе оставате лош впечаток, дека еве не сме се разбрале и понатаму тоа е проблем. Кога ќе го исполните практичниот дел, одите на теоретски дел. За теоретскиот дел најверојатно ќе направиме еден влезен колоквиум, кој што ќе биде преку некоја Google форма, ќе видам дали имам тука. Да, најверојатно имам. Имаме, например, едно тестче, кое што ќе го сработиме на овој начин. Па, например, да, се не можем да ги... Како и да сте работеле на вакви форми, па имате прашања, дали земјата е рамна, тоа ви е елиминационо прашање, па нешто за антропофилогенеза, па за генетика, па за циклични движења, циклични ќе зборуваме за нив. И за сите останати теми за кои што ќе зборуваме, ќе направиме еден влезен колоквиум за да добиете информација. Вие ќе имате информацијата, но малку да се позанимавате со темите за да бидете спремни на теоретски дел да влезете. Така да, мислам дека проверка на знаење е објаснета. Ако имате нешто ме прашате, кажувајте. Добро, ќе сметам дека нема прашање. Практичниот дел го објаснив. Ова е една батерија на тестови кои што работевме по антропомоторика. Не значи дека ова е единствена батерија на тестови. Не значи дека е најдобра батерија на тест. Батерија на тестови се нарекува нешто што е собрано како тестови, како неколку повеќе видови на тестови и кои што ги користевме за проверка на капацитетите на студентите, но и методски да се запознаат со начинот на тестирање, како што вие се запознате во сала со двата теста кои што ги одбрав заради искрено ради короната. Другиве тестови се малку и комплицирани дома да се изведуваат, но и некои треба да се работат со партнери за да нема, нели, се уште блиско присуство еден до друг. Најдобро е да се држиме на овие 3 теста. Тоа е тестот под број 1, 2 и 7. Склек на разбој ги навратило Куперов тест. Нормите ги гледате од десната страна. Се што не е исполнето како норма или правилна изведба на тестот, особено за склек и згиб, нема да го земам во предвид и уште еднаш кажувам, не праќате. Исто е за колешките. Во црвено, тест број 1, 2 и број 7. Еве ги нормите кои што се ме прашуваат. Значи, кога ќе праќате информација за Куперов тест, за склек и згиб, мислам дека е јасно, праќате видео. Кога ќе праќате за Куперов тест, треба да ми пратите скриншот, ви верувам дека вие ќе го изведете Куперовиот тест, а не кого да земе некој маратонец со скайранинг што се занимава, дека ќе го истрча Куперовиот тест со 12 минути, ќе истрча 4000 метри. Но сепак на скриншотот да има дека на 12 минути сте застанале и да покажува малку повеќе од нормата, барем 1 метар повеќе од нормата која што е за колегите 2700 метри и за колешките 2400 метри. Тука морам да кажам дека секоја година едно од 10% од сите студенти ни праќаат, посебно колегите, праќаат видео од склек на под. Значи, склек на под е за колешките, не е за колегите. Мислам дека е јасно. И само еден да ми потврди дали се слушаме.
Да. Да. Благодарам. Значи, склек на под работат колешките, а склек на разбој работат колегите. И тука да не настане забуна. Ова се дел од книгите кои што можете после да си ги дзирнете, ги имам во моја библиотека. Дел од нив се во PDF, дел од нив не се во PDF, се во hard copy, но можам да ги оставам ако сакате. Само ова е странска литература, а на линкот што ќе ви го пуштам има, а и тоа е странска литература. На српски се некои од нив, некои се исто на англиски, но доколку некој ги интересира, можете да прогуглате, например, генерално користам Human Kinetics како издавачка куќа и они дозволуваат лесно да стасаат книги во Македонија. Така да ако некој сака да си ги прошири знаењата, може да ме контактира, па ќе пробам да ја доставам книгата на одреден период и после тоа да ја врати. Да, ова ќе ви ги оставам како ресурси и сега со воведов завршувам. Дали имате некое прашање? Најверојатно нема. Како да вежбам? За тие што немаат исполнето норма. Значи, овој дел ќе пробам на кратко, иако го објаснив. Секојаш ќе се занимаваме со време кога се трансформира некоја моторичка способност, се зборуваме за време трајање или обем, зборуваме за серии, зборуваме за одмор, неделна фреквенција или некој микроциклус. Ќе бидат објаснети моментиве повеќе. И сега, ако сакам да подобрам згибови, што треба да правам? Тоа го кажав и на практичната настава. Например, можем да направам 4 згиба и не можем да направам 10. Значи, треба секој ден да пробувам или секој втори ден да пробувам да одработам една серија до отказ. Тоа значи, ако ме гледате дека можем правилни згибови од оздола, значи спружени лакти, брадата да помине над пречката и да направам еден таков згиб. Да направам такви згибови до отказ. Значи можем 4, таа бројка е одбрав. Не можем 5. Ќе направам една серија, мала пауза, ќе направам уште 3 до 4 серии. Очекувате дека секоја наредна серија ќе паја бројот на повторување, што значи дека можеби во четвртата серија или ако се осудите пета, зашто не, дека нема да можете ниту еден да направите. Тоа е нормално, значи дека сте влегле во замор, значи дека мускулите почнува, целото тело почнува да се адаптира и сте излегле од таа некоја зона на екзистенција, така се нарекува. Значи тоа е за згибови и за склекови. Еве имам прашање. Сега, од колешките особено, не можем ниту еден да направам згиб или па склек. Да, ќе пробаш една серија, доколку пробам само еднаш да направам. И пробајте такви 3-4 серии. Значи да пробате неколку пати да направите барем еден згиб. Нема да оди, ама еве ќе пробувам. Во рок од 2-3 недели ќе се подобри. Што со, ако овој концепт е јасен за згиб и склек, што со Куперов тест? Куперов тест имаме едно истражување работено со колегата Јовановски, кој што, ако ви интересира, може цимнете ме, ќе го пратам. Па, например, вели, сме направиле истражување со студенти кои што трчале, не можеле да исполнат, всушност со сите студенти кои учествуваа на настава по психомоторика, се викаше тоа 2005-2006 година, мислам дека беше. И сме направиле 4 неделен процес на тренирање. Првата недела тренираа 2 пати во неделата. Значи само 2 тренинга по 25 минути може да видите овде. Курсорот се надевам го гледате. Втората недела трчале 2 пати по 30 минути, третата недела трчале 2 пати по 35 минути, четвртата недела 2 пати по 40 минути. И за целото тоа време мониторирана е срцевата фреквенција, ни трчале со ова е исто еден концепт кој што ќе го објаснам, кој ќе дојде темата издржливост, но ако сакате сега може да ме прашате па да го објаснам, инаку ќе очекувам дека е јасен. Трчале со срцева фреквенција која што е не повеќе од 80-85% од максималната срцева фреквенција. Тоа значи дека користеле срцев монитор или чекирале преку каротидна артерија колков е пулсот на срцевата фреквенција и работеле во аеробна зона, значи со присуство на кислород.
не влегувале во анаеробна зона и успеале да значајно ги подобрат резултатите. Тоа може да се види преку заклучокот. Најголем прираст на резултати направиле оние кои што имале многу слаба норма, значи кои што всушност не можеле да исполнат нормата, имале слаб резултат. Тоа исто дека се случи, го споменав на предавање, исто дека се случи и кај згиб и склек. Значи, оние кои што не може да направат многу згибови и склекови или кои што не може да истрчат нормата, тие многу полесно ќе трансформираат некоја од овие моторички способности. Тоа ви исто како ако сакате некого да ослабнете, и тој што има 130 кила, многу лесно ќе го го ослабнете ако знаете, и ако има желба кај човекот до 90 кг, 100, 90, дури 80. Ма тој што сака од 80 кг, пример, да ослабне на 70 кг, многу потешко ќе ослабне. И сад тука е тој концепт кој што сакам да ви змотивирам дека тие што не можете да подобрите нормата, за вас е многу поедноставно ова да го изведете за да може да направите успех и едноставно да методски видите што значи тоа тренинг, што значи тоа тест и на крајот да можеме да направиме дискусија и за овој дел. Значи, да се вратам назад, кај издржливоста треба да почнете уште од сега да вежбате, исто и кај згибот и кај склекот, доколку не исполнувате нормата и минимум 4 недели кај издржливоста да трчате 2, може и 3 пати неделно, може и интервален метод, ама ајде тој ќе го ставиме за понатаму. И можете да се чекирате, например, на 2 недели да проверите како стоите со Куперов тест, дали има подобрување или не. И било супер и на настава тоа да некој каже, еве, јас имам подобрување, јас немам, па да видиме што работел, како и да направиме еден воркшоп, да сите да дадат некоја консултација. Дали е јасен овој дел? Да. Океј. Тоа беше малце повторување во претходниве 30 минути. Сега ќе пробам на кратко пауза, ако сакате кажете, ама мислам дека може и секој во свое слободно време. Сакам да преминам на вториот дел, кој што е тестирање. И за 30 на минути би требало да завршиме за овој дел. Значи, еднаш објасни што представува тестирањето, тоа е проверка на знаење, проверка на капацитети, проверка на некои вредности кои што ни требаат како информација, за да може да знаеме што понатаму или како да постапиме. Се проверува возило, нели, сега модерно се става на компјутер, па таму компјутерот вади некои податоци, но може и мануелно да се провери, го носите на мајстор, па мајсторот влегува во канал, па гледа од доздолу, па проверува, значи прави некое тестирање. И тоа е тестирање. Постојат многу видови на тестирање за различни теми. Зошто се тестирајте, кажав, за да може да се објективно да се опипа медиумот или проблемот кој што нас не интересира. Дали ние, го споменав и на практично, дали ние ги мериме или ги проценуваме способностите на човек? Ке одговорам сам, значи ние ги проценуваме, не ги мериме. Зошто ќе видите на следниот слайд. Сега, дали вежбата може да биде тест? Не баш. Значи вежбата си е вежба. Некој од нив може да бидат и тестови, но ќе зборуваме за метриски карактеристики на третиот слайд, па таму ќе објаснам дека не може секоја вежба да биде тест. За да имате информација вистинска и точен податок, тестовите треба да бидат добро проверени и тестирани. А дали тестот може да биде вежба? Може. Можете да пробате да подобрувате издржливост преку трчање на Куперов тест секој ден. И трчате до отказ секој ден и да видиме, некој може да проба да видиме една програма дали со 12 минутно трчање до отказ со максимален интензитет колку што можете да трчате, дали ќе има подобрување во Куперовиот тест од тренинг во тренинг или тоа би било од тест во тест. Значи, дали згибовите до отказ се тестови? Да, тест. Ма дали може да го користиме тој начин на изведба на движењето како вежба? Да, може. И се обратно се враќам во овој дел, повторно, значи во овој дел, дали вежбата може да биде тест? Не секогаш. Значи вежбата
од мој лично искуство сум работел тестирање, например, за влез на спортисти после операција, постоперативни протоколи, за да може да влезат со екипа. Сум задавал некои мои тестови кои што мислам дека ги исполнуваат, например, движењата, треба да направи спринт, треба да направи 3 минути да издржи, да прави прогресии со промена на правец и шут на топка, но тоа не е валиден тест. Значи, не можем да кажем дека, јас од оваа собирам една бројка како показател и можам да го споредам спортистот со некој друг спортист. Не, тоа е субјективен тест кој што од пракса излегол, но не може да се квантифицира, туку може субјективно, како што е субјективна проценка, например, на изведба на гимнастички вежби. Тамо точно се знае каква оценка се добива, но сепак имате судија кој што дава оценка или во уметничко лизгање и така натаму. Додека во спринт судијата е тајмерот или времето. Што значи дека вежбата не може секогаш да биде тест, но тестот може да биде вежба. Што сакав да кажам кога се извинувам за десниот дел, не можев да ја најдам сликата за да ја преправам на македонски, па ете ќе остана на англиски. За едно друго предавање ми беше средано. Кога зборуваме за тестови, убаво да се спомене манифестен и латентен простор. Овој ќе го најдете кај Гајч, ќе го најдете во книгата по антропомоторика, овој момент, манифестен и латентен простор, ќе го најдете кај Зациорски. Мислам дека кај некои други книги што ќе ги дадам за антропомоторика. Но манифестно е нешто што го прикажуваме, што може да се види. Латентно е нешто што не може да се види. Сега, едно прашање, спринтер, нели, на 200 метри, 100 метри, кој нека биде Усеин Болт, него го земам периодов за пример. Дали знаете, пиете кафе со него и дали знаете колку е брз? Не знаете. Зошто не знаете? Затоа што неговата способност за брзина е во скриениот дел, латентно, не може да ја видите додека не премине во овој дел горе, во манифестниот дел. Кога тој ќе ни покаже што значи трка за него на 100-200 метри, тогаш ние ќе кажеме, да, можеме и да му ја процениме латентната димензија за брзина во манифестен простор и да кажеме, да, сега знаеме дека тој е брз, дека е побрз од некој друг. Но не можеме да кажеме дека е брз 9, нешто секунди на 100 метра. Добро, можеме да кажеме дека е брз, но не може да кажеме дека неговата брзина е 9, нешто. Затоа што сепак овие димензии се латентни. Не се екзактни како што се димензиите унифицирани во системов, мерниот систем. Например, 1 метар, знаеме колку е тоа екзактно 1 метар. И дури еден метар шнајдерски или било како да го земете, со тек на време се менува, нели, учат таму во Лувр, дека се чуваат точните димензии на овие мерни единици, за да може да се направи корекција и баждарење. И сега да се вратам назад. Значи, нашите способности се во овој долниот дел од Санта Валет. Ние ги поседуваме нив како латентни димензии. И тоа се координација, агилити, тука е нешто врзано, агилност со координација, баланс, рамнотежа, прецизност, издржливост, силина, флексибилност и брзина. Но за да ги процениме, треба човекот да почне да ги манифестира, за да кажем, чекай да видиме колку е брз, колкава дистанца трча, колку може да издржи на, не знам, со 20 часа трчање, зборуваме за издржливост, колку тежина може да крене, колку е прецизен, колку брзо изведува координацијски движења. Значи, тогаш, само во манифестниот простор ние може да процениме оно што го поседуваме како квалитет во латентниот простор. Способностите не бадијала составени во кругчиња, имаме координацијски способности кои што се гледате на еднава страна, и имаме физиолошки способности кои што се на другава страна. Флексибилност и брзина не бадијала се одвоени како некои посебни, но ќе зборуваме повеќе за нив. Генерална став е дека ова долу под Сантава или способностите е тоа ние што го имаме како потенцијал, а она што е горе е може да го прикажеме. И сега,
некој е брз 10 секунди на 100 метра, но следниот ден може ќе биде побрз, па ќе биде 9,9 секунди на 100 метра. Значи, затоа кажувам, не може екзактно да се измера, затоа што е човекот е динамичен систем и постојано се менува. Но убаво е да го имаме ова како концепт за да знаете дека што се случува со моторичките способности. И сега, што се може да се тестира и како се тестира? Значи, може да се тестира, да се зададат тестови на знаење. Па доаѓате на испит и се тестирате на испит. Може да се зададат тестови за способности од психологија, тест на личност, ситуациони тестови, па например имате тест за во кошарка, ситуациони тестови каде што се проценува умешноста во кошарката, умешноста во одбојката и така натаму. Во сите спортови посебно. Кога зборуваме за тестови, не ќе скокам, ама сум на истиот слайд. Значи, зборуваме за метриски карактеристики на тестовите. Тоа значи дека треба да ги исполнува, за да некој тест биде добар, треба да ги исполнува метриски карактеристики. Тоа значи дека треба да биде валиден. Под валиден се мислим дека тестот е навистина создаден да процени издржливост. Дали Куперовиот тест е навистина креиран и проверен за да процени издржливост? Да, тоа го покажува математичко-статистичките методи кои што направиле корелација помеѓу Куперов тест и уште некои тестови од издржливост и вели да, он е валиден и навистина ја проценува преку параметрите што ги добиваме, ја проценува издржливоста, дали згибот сега се држам за овие три тести, ако ги видите има многу тестови. Дали згибот е тест за проценка на рацете и раменскиот појас? Да, вела дека има добра валидност и може да ја процени. Релиабилност, значи дека постојано и при повторување на тестот тој ќе покаже исти резултати. Ако денеска сум можел 10 згиба, и утре ако направам 10 згиба, и утре ќе може тестот ќе процени повторно 10 згиба. Значи навистина ја проценува мојата способност. Доколку денеска сум можел 10, утре 4, можеби нешто е, нели, голема е разликата, но сепак постои прецизност во како се нарекува, во повторувањето на тестот. Објективност, дали ја покажува објективно таа способност, дали ја проценува, и дискриминативност, дали покажува, дали прави разлика помеѓу испитаниците. И сега замислете дека, например, некој не може да направи ниту еден згиб и ние даваме една група на популација. Тие се студенти не може да направат ниту еден згиб. Дали ние можеме да процениме дали постои разлика помеѓу нив? Некаква. Некој направил до пола, некој направил 1/3, ама никој не можел да направи до крај, значи целото движење. Не постои, не може да направи таков тест разлика помеѓу таа група на испитаници, затоа што не е дискриминативен. Значи, сакаме да мериме вредност која што е во милиметри, а ние користиме 1 метар, а на едниот метар немаме вредност во милиметри. И затоа се поставува како дискриминативноста врзана со скала, значи колку точно може да направи разлика или дистинкција помеѓу испитаниците. Сите овие моменти, кога ќе се земат во предвид и ќе се проверат преку математичко-статистички методи, тогаш може да кажеме да, овој тест е добар и има добри метриски карактеристики и може да се користи во широка популација и може да се користи за споредување на податоците помеѓу една и друга група на испитаници, без разлика дали се рекреативци, спортисти или се ученици. Како се користи, како се проверуваат такви тестови? Се проверуваат, нели, дали се добри со некои факторски анализи, со корелацијски моменти и многу такви математичко-статистички методи, но овде на оваа слика се ставени само дел од математичко-статистичките методи кои што може да се користат. Не се интересни сега за вас, ако некој го интересира може да
добија информација многу повеќе, како да се споредуваат две групи на испитаници 30 со 30 со која формула, како да се споредуваат 4 групи на испитаници во 7 теста, например, одеднаш и да кажеме да, оваа група на испитаници е слична или не е слична. Но тоа се интересни моменти за понатаму во можеби магистериумот или за продлабочување на знаење, да ќе обичате по методологија на истражување со статистика. Чисто да кажам зошто се задаваат тестовите покрај тоа да се споредат само испитаниците, например, за да се истражи овој латентна, значи сега се враќам на слайдов, за да се истражи овој латентен дел на човековите можности или потенцијали, ние треба да видиме со што се носи или што се поседува човекот во себе, па еден од методите е да се зададат, например, многу тестови, па еве овде има, вели, тест за, ќе пробам да изумирам, вели, сила на динамометар, експлозивна силина, да не ги читам тестовите, репетитивна сила на раце и раменски појас, статичка сила на нозе. Ова се се тестови кои што се опишани, има точна изведба, може да се истестираат. Прецизност, рамнотежа, брзина на учење нови моторички задачи, брзина комплексни, да не ги читам, координација на тело. И откако ги задале овие тестови, конкретно кај Никола Курилич во неговата монографија, после математичко-статистички методи одвоени се некои фактори и вели, овие тестови се групираат како една група на тестови и они покажуваат дека се работи за некој механизам за регулација на интензитет на ексцитација. Ексцитација значи надразба на мускулатурата. Тоа е некој механизам кој што го регулира интензитетот за надразба. Така го крстиле факторот, но битно е дека после математичката статистичката метода, групирањето на податоците овозможува авторите да кажат, чекај да видиме овие тестови за што се. Ова е за сила на динамометар и експлозивна сила. Значи, ова е нешто поврзано со интензитет, со регулација на интензитет и така го крстеле. Не значи дека не може некој друго име да се стави. Но сега поентава не се имињата, туку дека тестовите се групираат посебно преку ваквите методи и објаснуваат некој дел од просторот кој што е овде под морето и не можеме ние да го објасниме. Значи, меѓу другото се користат тестови токму заради тоа. Оваа група на тестови каде што се прецизност, флексибилност и фреквентна брзина се групирале во еден фактор кој што авторите го нарекле механизам за синергистичка регулација, значи за заедничка регулација на тонусот. Синергизам, заедничка регулација на тонусот. Овие последниве се движења кои што се може да ги приметите брзо учење на моторички навики, задачи, координација, реорганизација, зборувавме за реорганизација, што е тоа е многу блиско до координација, побарува координација на цело тело, координација на раце, на нозе. Овие тестови се групирале преку тие методи од една група и они авторите дале мислење дека ова е најверојатно некој механизам за структурирање на движењата, значи за организирање на движењата. И сега, како што кажав, не само за да провериме спортисти, рекреативци или дечиња, какви се нивните капацитети да ги споредуваме со други, туку тестовите се задава за да се истражи латентниот простор на човекот. Па имаме фактори едни, па од овие фактори после може да се направи дополнителна анализа да кажеме, овие два фактора се групираат во еден фактор, овие два долни фактора се групираат во еден фактор. И да дојдеме повторно до тоа дека човекот е динамичен систем и постојат многу капацитети во него кои што може да се истражуваат, но треба да се најде начин како да се квантификува тој латентен простор за да може да го истражуваме. Иако делува абстрактно, сепак е многу едноставно, на оваа слика се дадени повторно, мислам, точно тестовите, значи за брзина сегментарни, има некој тапинг, за прецизност, може да ги видите кои се тестовите, за рамнотежа, координација со палка, скок со јажа, ова се опишани тестови и се опишуваат на начин кој што, можеме сега да го објаснам тој начин. Еве ви една книгичка, која што има многу тестови, па, например, има за издржливост, гледате колку тестови, 24.
тестови за издржливост. Оваа книга ќе имате за достапна. За агилност, координација, за мобилност и рамнотежа, за body composition, за сила, силина, за брзина и power или експлозивна силина, спортска психологија и така натаму. Значи има 101 тест, мислам дека се. И сега ќе дојдеме само до едно примерче за да ви објаснам што значи еден тест, да, како се изведува. Вели, еве го, Астранд, тест на тредмот се изведува на англиски. Што се ви треба како ресурси, значи како услови за да се изведе тестот, како точно се изведува тестот, како се прави анализа. Значи, овие сите работи, да се вратам назад, овие сите работи се објаснети точно и во и кај овие тестови, кои што е правена математичко-статистичка метода и се запазени протоколите на тестирање. Па, например, книгава ја објаснив, па, например, имате, ајде уште едно примерче, уште едно примерче за тестови. Значи, како би можело, нека биде на македонски, како би можело да се изведуваат тестовите. Само да ги најдам. Супер. Па вели, например, скок во далечина. Инструменти, гимнастички душек за напод, одскочна штица, метро за мерење, задача. Ова се однесува на фудбалер, но не мора да биде фудбалер, нели? Точна задача како се изведува тестот. Точно каде се поставени стопалата, што треба да направи човекот кој што го тестирате и точно оценување. Опто-џамп е нешто што ќе зборуваме понатаму. Репетитивна силина, чучнување на една нога. Што ви треба, клупа за седење, што треба, каква задача треба да изведе човекот и како се оценува. Истото тоа го зборувавме и за тестовите кои што се сгипи склекнели, за Куперов тест, точно објаснување за да може да знаете како се изведуваат тестовите. Така и овие тестови обе од кои што е правена ова факторска анализа, и ова не е единствена факторска анализа, има многу докторати од наши колеги кои што пробуваат да го истражат моторичкиот простор, па например, конкретно кај кошаркари на возраст од 16 години, на професионални кошаркари. Истото е за сите спортови, одбојкари, фудбалери, каратисти. Секаде пробува да се истражи овој простор и да се види што е тоа што постои како, повторно ќе се вратам на вториот слайд, што постои како латентност или како потенцијал на човекот за да може да се зададат добри насоки при тренирање, вежбање и такви моменти. И сега, еве едно примерче, веќе ги прочита во книгата што се може да се истражува, но чисто ние го сработевме за издржливост. Куперов тест, Shuttle Run тест, оној Polar Beep тест, Shuttle Run тест е оној Beep тест, нели, Beep на 20 метри кој што оди. Најверојатно го знаете, ако не ќе го покажам и тој во сала, но ова се, например, за издржливост се тестови кои што се вита Max до отказ тестови. Например, Polar има направено, Polar часовниците за срцево мониторирање имаат направено супер корелација помеѓу варијабилноста на срцевата фреквенција во мерување во период од 4 до 5 минути со вредноста за VO2 максимум. Па вие лежите во легната состојба, ставате ремен, вклучувате тест на рачниот часовник, опцијата за тест, и во рок од 5 минути на база на срцевата варијација, механизмот во позадина, нели математиката во позадина ја мониторира срцевата фреквенција и дава резултат за VO2. Значи може секој ден да го тестирате, особено кај спортисти, и не мора секој ден да правите тест Куперов или Shuttle Run или Астранд или било некој друг тест на физиологија или спортска медицина, да работите тестови, а ќе имате секој ден показател за вашиот VO2 максимум. Значи постојат и такви моменти кои што не се нови, туку се постојат одамна.
Може да се тестира сила и силина, најчесто секогаш се употребува терминот килограми, доколку е на биодекс машина, таа е изокинетичка машина, ќе зборувам и за незе, тога се работи во тоа изокинетичка машина која што ја дава силината на мускулот преку максималниот вртлив момент. Тоа е физичка величина, но во секој случај може да се споредуваат испитаници. Може да биде преку исфрлање, постојат такви тестови, значи исфрлање на медицинка од 5 кг, па кој има поголема експлозивна силина, или скок во далечина, па кој повеќе метри ќе достигне, на тој начин проценувате каква е латентната способност за експлозивна силина кај човекот. Флексибилност преку агол или сантиметри, брзина, рековме дека не знам зашто се прашалници преку време, координација исто така преку време. Да повторам, нели кај координацијата многу не зависеше времето какво е. Значи, тој што може побрзо да изведе некое движење, да го научи или координацијско захтевно движење да го изведе, тогаш се претпоставува дека има подобра координација. Тој што покажува помала брзина, пократко време на стрчаност на одредена дистанца, има подобра брзина. И ова се тие моменти, значи, кои што може да се тестираат во физичката култура, во спортот, кинезиологијата, физичкото образование. Каква батерија на тестови ќе одберете, тоа зависи од потребите. Например, овде одбрана некоја батерија на тестови која што може да се користи кај фудбалери. Да не ја цитирам, но можете да одберете, например, да прогуглате да видите што е EUFIT, ај вака ќе одиме со SlowFit. SlowFit е платформа од Словенија, која што ги тестира сите дечиња од прво оделение до средно училиште. И они имаат направено одлична платформа, каде што од 1980 година сите деца што поминале во едукативниот систем во Словенија се тестирани во неколку тестови. Се само да видам дали може да ги најдеме тестовите, иако е на словенски, ама Google Translate може да преведе. Ајде уште една помош. Feedback е платформа која што ги пробува да ги собере податоците од школскиот систем во цела Европа. И, например, го мониторира системот кај дечиња и после тоа може да се споредите. Например, кои земји учествуваат во фидбек. И тоа се разни батерии на тестови кои што може да се искористат, само ако пробам да го најдам. Не ми текна да го извадам овој момент, да. Значи, овде имаат податоци за тестовите Body Mass Index, тоа е тест за проценка на масно ткиво, циркумференција или обем на градниот кош, 20 метри shuttle run тест, одстоење, скок во далечина и стисок на шака. Тоа што може да видите дека на оваа платформа, например, има податоци, ќе кажам дури за Македонија, има податоци за Македонија, за цела Европа и сите кои што учествуваат во овој систем на истражување. Па велат дека за Македонија популацијата е од 6 до 19 годишна возраст, само 15% е преземена најверојатно. Не сум сигурен што е во 15%, но sample size или испитаници кои што учествувале во истражувањето се 1021. И сега овде има, например, за Body Mass Index дека 58% од Македонија, од децата кои што се од 6 до 19 деца, 6 до 19 години, значи групата на испитаници, 58% е со нормален Body Mass Index или со нормална тежина. Ајде да видиме, нека биде за Норвешка. Норвешка вели дека 74% од оваа група на испитаници, од оваа група на испитаници со нормална тежина. Да видиме како е со Франција. Франција вика дека 68% е со нормална тежина. И сега
гледате зошто се може да се користат тестовите. Затоа што утре ќе работиме со дечиња, ќе работиме со рекреативна група и убаво да се споредат, да ги мотивираме, да кажеме дека да, види, ние сме добри, има и подобри од нас, или да кажеме види, ние мислиме дека сме лоши, но всушност сме многу добри. Така да, овој систем за мониторирање е супер за следење и ова е еден вид на батерија. Ајде пробам да најдам Eurofit. Искочи нешто прво. Значи, овде тестови кои што се употребуваат ке Eurofit батерија се фламинго тест за рамнотежа, тоа е стоење на едно стопало на специјална справа, тапинг со рака од лево од надесно, ќе го сработиме тестот, седи и дофати, тоа е тест за проценка на флексибилност, исто како длабок претклон што го покажав на час, скок во далечина од место, стисок на шака, лежи, седи, ова е тест за мевна мускулатура или за стомачни, популарно кажано, издрже во згиб, значи наместо динамичко работење на вежби во згиб, правиме издржување во згиб. И трчање, они го викаат тамо вамо, значи трчање шатл или кратки дистанции 10 по 5 метри, ова е за брзина и агилност. Значи еве една друга батерија на тестови. И сега целта ми е да кажам дека каква батерија на тестови ќе одберете е ваша. Например, спортисти кога одат да се тестираат, обично им се проверува каква е батеријата на тестови. Крв, урина, на тредмил трчање, па таму собираат податок за срцева фреквенција и кардиоваску и притисокот. И што има друго, тежина, височина, подкожно масно ткиво, ете тоа е трет вид на батерија на тестови. Што значи дека останува на вас да одберете тоа што вие мислите како батерија на тестови, дека ќе ви треба можеби еден тест е доволно. Например, еве батерија на тестови, уште едно примерче, да, ова е конкретно за фудбал, трчање 20 метри, 40 метри склек, скок во далечина абдоминални или ситапс, точно објаснети како се изведува длабок претклон наместо седи и дофати тест, тест за агилност тест, шатл ран тест. Супер пракса снимале со овие тестови дека може да се опфати латентната димензија на моторичките способности и да се процени какви се капацитетите на фудбалерите, и лесно се достапни овие тестови. Можете да ги, например, процените, да ги најдете, да најдете многу податоци за нив преку една интересна платформа која што се нарекува, само да видам дали имам на друго место. Не. Тука имам се нарекува Top End Sport, каде што многу тестови можете да најдете. Па, например, можете да најдете тестот за Куперовиот тест, кој што дури има и биографија, има историја, кој бил Купер, како го создал, се фативме за Куперов тест, бидејќи дел од програмата, но постојат и многу нови, например, во издржливост ке работиме за тест 15-30 на Мартин Бушет, кој што ја мери максимална аеробна брзина и е супер за поставување на програми за колективни спортови, за подобрување на издржливост и за максималната брзина. Така да, овај Куперовиот тест е стар тест, добар тест и може да се користи, затоа го користиме него, но како што кажав, постојат и многу други тестови. Па, например, како се изведува, на истава веб страна, како се изведува Куперовиот тест, што ви треба, која е целта, што ви треба како апаратура, што треба да направите пред тестот, која е точната процедура да се изведе, и после тоа има што значи дистанцата истрчана за да ја претворите во VO2. Конкретно нас Куперовиот тест не ни значи ништо особено ако ги земеме мерките, ако ги земеме метрите. Но ако пробам да ги добијам метрите, да ги имам метрите, и ако пробам да ги претворам во VO2 максимум, например, може еден да ми каже од вас показател колку метри има истрчан, не знаеме колку метри. Земеме, да, не знаеме, бидејќи само ги провизорно ги земавме. Вие сте на возраст од, нека биде 17-19 годишна возраст, нека биде машко, истрчал метри 2700 и сега треба да видиме колкава е нашата VO2 максимум. Вика above average,
Ајде да видам точно, да го пресметаме, не сум ја отворил одамна. Значи, со 2700 метри калкулира дека нашата VO2 максимум е 49,07. Целта на Куперовиот тест е точно ова, да добиеме колку е показателот на максимална кислородна потрошувачка, прикажана преку милилитри кислород потрошен на килограм телесна маса во една минута. Значи, колку кислород може телото да асимилира при максимални напори. И вели дека може да асимилира или да потроши 47 милилитри. Значи, Куперовиот тест не ни е битно. Битно не е колку метри сме истрчале, но не ни дава тоа показател, ни дава показател за VO2. Зошто ни дава за VO2? Затоа што ако тргнете да проверите, например, кој има најдобри VO2 максимум капацитети, гледате ги крос-кантри скијачите. Крос-кантри скијачите велат дека имаат, ќе се вратам назад, дека крос-кантри скијачите може да имаат и над 90 VO2 максимум. Значи се среќаваат и вредности од 96 милилитри на килограм во минута. И сега ако се вратиме назад кај Куперовиот тест да видиме, сега ќе ви кажам еден фудбалер, добар фудбалер, колку може да има VO2 максимум. 60 до 70% VO2 максимум е премиер лигаши може да истрчаат, значи високо професионални фудбалери кои што имаат одлична издржливост. И сега ако они можат, тоа е конкретно за фудбал, има и други спортови. Ако они имаат способност за супер да издржат еден надпревар, дури во продолжетоци, и да имаат капацитет на VO2 максимум во бројка 67 отприлика, видете ги крос-кантри скијачите или нордиските скијачи колка VO2 максимум има. За да стасаме до 96, ние овде треба да да пробам со 4500 метри за 12 минути. Да, значи за 12 минути нордискиот тркач или крос-кантри скијачот за 12 минути, ако го тестираме во Куперов тест, може да истрча 4500 метри. Може да видите која е таа разлика и зошто се користат тестовите, за да може да се споредиме со некои други. Ова е само едно примерче, значи што може да се искористи како зошто може да се користат тестовите. Исто така тестовите може да се користат, например, да, овде споменав за гимнастика, сноуборд оценување, па скокови се даваат квалитативни услуги, квалитативни проценки. Може да се проверат морфолошки карактеристики, антропометрија. Например, проверувате висина, тежина, обем на бицепс, обем на квадрицепс, обем на граден кош, за да се земе антропометриски вредностите за димензиите на телото. Но истото тоа може преку имиджинг методи, например преку ехоскен или магнетна резонанца да се провери колкав е обемот на мускулот, какви се, да, во релаксирана, во контрахирана состојба и така натаму. Конкретно, јас кога работев докторатот, работев и антропометрија, класично, преку мерење со калипер на подкожно масно ткиво и обеми со метро, со шнајдерско метро, но користевме за компарација и имиджинг метода или ехо момент, за да ехо тест, за да може да се процени колкав е мускулот бицепс брахи во контрахирана состојба и во релаксирана по 3 и 6 неделен тренинг. Постојат конативни и когнитивни тестови, тоа се во психологија, значи тестови за когнитивни тестови кои што проценуваат IQ или така аналитичкиот момент на умот и конативни тестови кои што проценуваат личноста. Но можеме и ова да го ставам, еве едно тестче кој што може да го искористите за кариера, да проверите што вие најдобро би можеле да одберете како кариера. Ќе ви го пуштаме овој тест. И мислам дека тука ќе завршим. 1 час и 10 минути. Дали имате прашање?
дали сакате уште нешто да прикажам од ова што бидејќи на последниот дел од часот малку бргу ги поминував линковите, ама сега да ви кажам како се пристапува, дека можете и вие сами да ги истражувате информациите. Значи, дали имате некој прашање? Професор, јас сакав да прашам, од Купер што е истражувањето, каде може да го најдеме, што го прикажавте? Ајде, ќе го Што го имате правено на факултетот или не знам точно каде рековте? Да, ќе го поделам. Ќе ви дадам, да, знам ќе ви дадам. Ќе го споделам и него како линк. Океј? Да. Ќе ви пуштам сега интегрална информација на Facebook со сите овие линкови кои што ги споменав, како еден пост и искористете ги, меморирајте си ги, најверојатно ќе постои на Facebook се Милена, ако не ми ги брише постовите. Кај е Милена? Не поздравена. Фала Милена. За добра еве Милена се смее. Така да ќе го пратам и тој труд. Сега ова е интересно прашање, ама е за постдипломци, ама зашто да не и вие да го користите? Чекај, сега ќе исклучам јас тука да не се снимаме веќе, ако не е проблем.